24 вести, 16 часот и 16 минути. Време е за уште едно ново издание на контактната емисија Очи во очи, заедно со мене Огнен Јанески. Емисија каде што и можеби разговараме многу често за политика со оглед на тоа дека сме обседнати бидејќи нејзиното влијание во секоја пора од нашето општество, но и каде што честопати разговараме дека треба да се прави разграничување помеѓу она што представува политика и она што представува партиска политика, односно партија. Политика е се она за кое што живеете во животот и се она што се случува околу вас, значи да се грижите за загадувањето на воздухот е политика, да се грижите за состојбата на патиштата е политика, но постои партиско гледиште врз тие политики кои што граѓаните ги протежираат, односно се грижат за тоа, се борат или пак се против одредени нешта. И токму во тие услови денешната тема зафаќа една сериозна проблематика на голема група наши граѓани, сограѓани во Република Македонија, и токму се однесува на инвалидизираните лица, затоа што и покрај тоа што животот им е доста отежнат, особено инфраструктурно гледано во Република Македонија, на сите оние кои живеат низ населените места, низ државата, во зима нивните животни услови се многу пострашни, затоа што и покрај за другите граѓани што можеби постои проблем при движењето на мраз, можете вие да давате колку сакате совети за граѓаните како да се движат по мразот или по снегот, но на инвалидизираните лица особено им е отежнат секојдневниот живот, а сепак се трудиме сите да живееме исто и сите да имаме исти услови, затоа што на крајот на криштата сите сме пред се граѓани на Република Македонија. Во продолжение прилогот на колегата Гаврил Сирачевски, токму на оваа тема, ние се враќаме во студиото на 0260 91924 или 0260 91925, каде што можете да се вклучувате и да го споделите вашето мислење по однос на сето ова, или можеби вашето искуство доколку спаѓате во оние групи на кои им е отежнат секојдневниот живот поради негрижата на властите по однос на временските услови во кои се наоѓаме веќе една недела. Од влез пред зграда до колано со помош на друго лице, постојана борба со лошите временски услови, но и непродните патишта. Ова е мрачната страна на едно секојдневие на лицата со хендикеп во овој период од годината. Елена Кочовска од Полио Плюс објаснува дека досега неколку пати барала одговор од агенциите задолжени за чистење и одржување на зградите зошто снегот е неисчистен, а патеките пред влезот остануваат замрзнати. Но одговорот кој го добила е дека во моментот нема луѓе на терен. Па многу е тешко. Мислите како ќе излезите од станот. Треба да имате човек за да ве однеси до превозното средство ако некаде планирате да одите, и тоа е релација од А до Б. Не може да си дозволите луксус измеѓу негде да подзастаните. Од аспект на тоа дури леп да поидите да си купите, значи е проблем. Голем проблем е сега во зима, особено стамбените единици, каде што агенциите, фирмите кои што се задолжени за одржување на тие стамбени единици воопшто не ги исполнуваат обврските согласно законот за домување. Во услови на минусни температури и снег кога граѓаните се жалат на скршеници, судбината на овие лица е уште понеизвестна поради непристапноста и достапноста до објектите, велат од Полио. И покрај постоењето на законска регулатива, овие лица и натаму остануваат на маргините на општеството без грижа на градските власти. Проблемот е дотолку поголем затоа што луѓето кои што се надлежни за таа работа не сносат никаква одговорност. И доколку тие луѓе не сватат дека тие седнале на тие столици и тие столици имаат одредени одговорности и не сносат никаква одговорност, во тој случај не може да очекувате нешто да се помести. Законот не се носи за да постои на хартија, туку тој се носи за да биде имплементиран. Законот за градба кој воедно се однесува и на пристапноста и достапноста до објектите беше донесен во 2004, а во 2014 согласно Конвенцијата на лицата со хендикеп беа направени измените. Недостигот на негова имплементација најмногу испливува на површина токму во едни вакви услови, велат од Полио Плюс. Така, тоа беше прилогот на колегата Гаврил Сирачевски, токму на темата за која што ние денеска разговараме, која на екранот веќе може да се испише, освен преку целата година, во зима инвалидизираните лица живеат уште потешко, со оглед на тоа дека грижата, особено за оние кои не можат да излезат од дома, а мораат, поради инфраструктурната отежнатост при нивното движење, треба да се зголеми, ако ништо друго, барем
освестеноста на властите, а во меѓувреме граѓаните се тие кои меѓу себе ќе си помагаат, дали на пријателска, роднинска или на комшиска основа, тоа е животот. 0260 91 924 или 925, дали имаме некој на линија? Добар ден. Ало, поздрав, Огнен. Поздрав и до вас, све слушам, повелете, малку погласно држијате. Поздрав до тебе, поздрав до сите во 24 вести. Повелете, ве слушам. Ќе бидам краток на оваа тема. Так. Што е можно поконцизен. Вака, градењето на социјална држава е многу широк поим. Градењето на едно либерално, слободно граѓанско општество е исто така многу широк поим. Кај нас ние сме ставени во едно шише каде што граѓанското општество и социјалната држава се сведени не само на два збора: патриоти и предавници. И све друго е завршено. Јас сакам само да кажам дека овие луѓе кои што имаат такви потреби, а тоа го зборувам од пример личен, ќе ти кажам за што се работи, овие луѓе кои што ги имаат тие потреби, воопшто не се заштитени нити законски, нити пред се, значи како граѓани, да можат слободно да се движат во било какви услови, затоа што ние како граѓани плаќаме за да ни биде обезбедено безбедно движење, дали по тротоарите, дали преку пешачките премини и така натаму и така натаму. Значи, што се случува вака? 35 дена поминати од многу тешка операција, да речеме, на една жена, која што не може да се симне од лифт, да искочи надвор од зграда и да појде да купи леп, да купи основни намирници за денес, по овие услови кои што сега ги имаме во Скопје. Зборуваме за 21 век. Таа жена, ако падне, дали знаете што ќе се случи? На кого таа ќе се жали после тоа? Дали судот ќе дозволи да биде тужба поднесена? Дали ќе дозволи нешто да се направи во нејзина корист пресуда? Дали нешто ќе се без да биде судот како таков зачнат? Дали треба градските власти да ја обезбедат на таа жена да појде од дома до продавничка оддалечена 50-60 метри од зградата за да купи основни намирници за денес да го помине денот? Тоа е страшна работа што се случува. Нас невреме не фаќа на 20 сантими снег. Замислете што ќе се случи ако наврне 50, 60, 70 сантими. Што тогаш ќе се деси? Тогаш ќе замре државата како таква. Значи, повторно нагласувам, кој ќе свати, ќе свати. Мислам дека се разбираме многу добро. Граѓанското општество и социјалната држава се многу широк поим. Не се само предавници и патриоти, туку е тоа основното човеково право за живење во државата во која што ги плаќа сите можни давачки кои што по закон му се наложени за да може да си го настави животот онаков како што е за него, во негова корист. Затоа што државата мора да работи во корист на граѓанинот како таков. Так. Мислам дека се кажав, ти благодарам, Огнен, и се најдобро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Ве слушам. Добар ден. Знам дека имаме некој на линија, само да воспоставиме комуникација. Добар ден. Ајде уште еднаш да се обидеме. Добар ден, 0260 91 924 0260 91 925 се телефонските линии на кои може да ни се јавувате. Дали се слушаме? Дали имаме некој на линија? И дали може да воспоставиме комуникација доколку имаме некој на линија. Значи, зборуваме на денешната тема која што се однесува токму за немањето пристап за инвалидизираните лица, од влез пред зграда до кола, но со помош на друго лице, постојана борба со лошите временски услови, но и непроодните патишта. Ова е мрачната страна на едно секојдневие на лицата со хендикеп во овој период од годината. Елена Кочовска од Полио Плюс објаснува дека досега неколку пати барала одговор од агенциите задолжени за чистење и одржување на зградите. Зошто снегот е неисчистен, а патеките
пред влез остануваат замрзнати, но одговорот кој го добила е дека во моментот нема луѓе на теренот. Многу е тешко. Мислите како ќе излезете, треба да имате човек да ве однесе. Не може да си дозволите сами да излезете. Голем проблем е во зима, особено во станбените единици, а надлежните за нив не ги исполнуваат условите за кои се надлежни, вели Елена Кочовска од Полиоплус. Добар ден. Добра, ајде да видиме да не ни замрзнаат телефонските линии од време во нешто случајно. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ве слушам, добар ден, повелете. Вака, века е Горан од Скопје. Поздрав до вас. Поздрав до Елена и до Полиоплус, до цела таа екипа. Благодариме. Само сега ќе, пошто ви имате освен преку целата година, јас сум во член Сојуз на слепи. Добро. Мислам, би требало да направиме некоја посебна емисија за повеќе. Имам и решение и дискриминација, лично од Сојузот на слепите, председател што е на Сојуз на слепите. Значи, тоа е таму една екипа, една камарила што си работи во свој интерес. 2600 членови, тоа се све ставени на страна. За своите, да речеме, 10 години владење, еве сега по 3-4 пат менува статути и 300 чудари. Значи, самите инвалидски организации, она основна доза што е за унапредување на нашите права, добро, фактички он не се занимаваат со тоа, се занимаваат со некои други работи. И не може да очекуваме дека некои вакви потреби, како што е движењето, основното, нели, движење, пристап до институции, до било што или до такви работи, ние се занимаваме, нашите тие национални сојузи се занимаваат со сима други работи. Так. Би сакал со вас или со било кој од ваша куќа да се видам да поднесам документација што имам, што ми се случило назад мене 7-8 години. Добро. Тоа ми е. Значи инвалидите, самите инвалиди на инвалиди си правиме дискриминација. Так. Да, тоа треба да се разговара за да се разгледа. За Полиоплус, едина инвалидска организација што не е под чадор на државата. Пазите, значи што не е под чадор на државата. Так. Што нешто работи. А мислите дека останатите организации се под чадорот на државата? Да, глувите слепи, говорам конкретно за Сојуз на слепи, тоа е човече катастрофа. Так. Лудило. Значи човекот си има баканали и си прави шетања лево десно, тоа јавно е со име со презиме, ќе го кажам Горан Милунич од Скопје. Член на Сојуз на слепи вработен. Значи има судски спор, судот ме враќа на работа, тој тоа не го почитува. И душу ми ја викат и вика нема шанси. Значи имам и дискриминација и све. Знаат и надлежните и по МТС, по Министерство за труд и социјална политика, што се и сите се запознати, ама тоа ви е џабе. Так. Зид. Добро, Горан, јас ќе ви се заблагодарам за јавувањето, но колегите од режијата ќе го запишат вашиот број, име и презиме и ќе разговараме ние тука за да може да отвориме некаков простор каде што би можеле да разговараме за тоа. Ви благодарам за јавувањето, ќе ги замолам колегите доколку гледачот не се исклучи да го запишат неговиот број, името и презимето за да може да искомуницираме. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Прво да ви кажам, Огнен ве поздрав, многу добро ве гледам секој ден и многу ве почитувам. Ви благодарам. Сега ви се јавува Миле од Радовиш. Поздрав до вас, Миле. Да ви кажам, и јас сум инвалид и ќе ви кажам искрено, јас сум еден пример, од кога почна студот, од кога падна снегот, верувате, јас од 16 квадрата што ми е собата затоплена, не сум излегол надвор. И не можам да излезам нормално, да не паднам, да не скршам, а 2 пати ми е ставано колка. И просто не можам да сватам како овие толку пари се дало за расчистување, а ајде да речеме Скопје е тамо главно, ама еве Радовиш да кажеме, тоа е таква поленица и не знам колку скршеници ќе има и не смееш да излезеш од дома буквално. Тоа не знам како да ви кажам, дали тоа не е дискриминација, дали тоа што е, нема појма. Еве сега температурите малку падна, нели, сега може да се фрли сол. Сега ќе реагира солта. Ама и тоа не се прави. Да ви кажам искрено, ова веќе викам дека е луда држава, ништо друго. Практично вие, господине, живеете на грбот на другите. Сега зависите комплетно од други луѓе кои што треба да ви донесат храна. А нема кој леп
да ми купи. Верувате, децата ми се во странство, јас сум буквално сам жена ми едва Поленка оди на работа, како оди ја не знам, а нема дома кој ни воја ми дај, ни лета ми купи, се ми е сврзнато, ништо немам. И да ви кажам искрено, јас сум не разочаран, него не знам што век. Мислам дека едноставно сум под тотална депресија. Так. Не знам што мислат овие луѓе, само пари ли ќе требаат или што? Кој има неа? Ако треба, дајте им пари, се што треба и дајте, ама баре да живееме како луѓе, не како стока. Тоа сакам да ти го кажам, Огнен. Иначе, да знаеш дека ти си еден од најдобрите новинари после Никола Младенов, Костова, како рече, и така натаму, значи, еден меѓу првите. Ви благодарам Да многу. знаете, толку би можел да кажам, а знам дека ништо не може да се стори, ама тоа е тоа. Баре маката да си ја кажам. Ви благодарам многу, господине, да сте жив и здрав и ви посакувам што побрзо не само вам, туку и на сите оние кои што се соочуваат со некаква проблематика за која што се одговорни властите, да тие проблематики се разрешуваат во интерес на граѓаните, за да не мора да седите заглавени во 16 квадрати и да можете да живеете колку толку барем нормален живот, како што и сите Тоа не може да заслужуваме. се случи, туку да сме здрави и живи, Господ здраве да ви даде и вас, и мене, па како ќе оди така. Оваа држава ќе ни цала веќе, што викаме ние. Ајде. Ви Пријатно, благодарам. хвала многу. Поздрав до вас, поздрав до сопругата и се слушаме повторно. Пријатно. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, Добар ден, ве слушам, повелете. добар ден. Добар ден. Се јавуваме од источниот дел на Македонија. Поздрав до источниот дел, повелете. Прв пат се јавуваме во вашата емисија, прекрасна емисија. Ви благодарам. И јас сум возрастна жена на 70 години. Так. Ти благодарам што имаш такво срце и живци, што секого може да го сослушаш. И не знам, Алфа телевизија со Стар 24, како да ја похвалам, што редовно ја слушам, прв пат се јавувам. Ви благодарам. И не можам да се начудам како на моите години 70, на овие помладите, што премногу повеќе сака. Дали некој се дома да им очисти или да и работи, не може само да се објасни. Нека се вратат овие по старите години, моје снафи по старите, кога беше Југославија, дали можеше секогаш за секој, дали е заев, дали е за ВМРО, дали е за едно, друго, да се делат луѓето еден со друг, или партија, или друг. Сега влезел народот, децата, вчерашни да ги послушаш по улица, се забавуваат со секакви работи. Со политички, со тие. Дали овој народ сегашен нема некои работи, обврски, домашни, стари, млади, да седнат како фамилија, да се соберат, да излезат ако можат, кој може, па точно дека даваме пари секој за тротоари, за улици, тоа го знаеме сите. И секој дава. А што би, јас 70 годишна жена ќе излезам и пред портата ќе изчистам или ќе ископам, тоа не ме кошта ништо за 1 сат да излезам. Мора ли ако плакаме дека мораме да чекаме секој да ни чисти? Тоа е моje мислење. Може би сам грешка, може ме некој демантира. Али не можам да се начудам на денешниот народ само заед, Груевски, Кмети, ово, оно, се со политики. Дали немаме обврски, ние старите, младите, секој па малку со да се занимаваме со наши проблеми, со домашни, со... Не знам, и ви благодарам многу што ме сослушавте, можда малку надвор од темата, и ви честитам на вашата емисија и на вашите живци, Огнен, како, не знам како да наречам, па веројатно како и мој син, такви живци да имате, што ги сите сослушувате, ви благодарам да сте живи и здрави, празници за да бидат на сите, за многу години живи и здрави, среќни и весели. И јас вам ви благодарам да сте и вие жива и здрава и уште 100 години да можете самата да си помогнете и да го исчистите снегот во вашиот двор. Пријатно до вас.
но јас би сакал да се фокусираме токму на оние кои што реално не можат да излезат и да се изчистат снег. Не во дворот. Во дворот некој ќе им помогне, не е проблем. Но на крајот на краиштата станува збор кај некои двори е 2-3-4 метра должина, па тоа и некако ќе го поминете, но кога ќе излезете веќе да стигнете до продавница, тоа значи дека треба да потрошите половина час, за разлика од некои кои може би им требаат 2 до 3 минути, токму за таа категорија на таа група граѓани зборуваме, не се тоа категорија, тоа се групи на граѓани. Добар ден, велам кому? Добар ден. Ве слушам, повелете. Силвија од Скопје, која е од Скопје на Скопска Црна Гора. Поздрав до вас. Па овде сме завијани, па што да ви кажам, не можеме да стасаме до градот, пошто градоначалникот не не чисти. Меѓутоа, простете, нешто со телевизорот не е Да, само намалете го тонот на телевизорот и ќе биде во ред. Да, знам, погрешно копче стиснав. Нема гајле, ние ве слушаме важно, нема проблем. Така. Памтам многу времења во аеродром, кога паѓаше снег, кога имавме снег, па и 60-70 сантиметри. Добивме убави станови, со широки влезови, никаде рампа за луѓето кои што имат посебни потреби не постоеше, па тие широки скали имаше простор да се направи рампа, да се качи количка. Така. Имавме лифтови, јас живеев на приземје, над мене 10 спрата. Имав двор прекрасен, со ружи, едно друго. Избегавме од аеродром после 18 години. На друго место не е битно. Добро. Мислам, сакам да кажам, лицата со посебни потреби, навистина имаат потреба, ма ние нормални граѓани не можеме да излеземе. Таа зграда беше 44 стана во нашата кула. Ке излезеше мојот сопруг и мојот комшија до мене, го поздравувам, ако е слуша емисијата, ќе му текне кој е, не сакам да го дочувам. Паднал снег, 60 сантиметри, Скопје памти снегови. И ке ринат далеко до паркиралишта, аеродром беше нели осмислен внатре земено, а надвор паркиралишта, а од озгора ракоплескање од терасите. Така. Браво, комши! Чистите снег. Ние сакам да стасаме до нашите коли, сакам да кажам, многу чудни луѓе станат. Да ви кажам искрено, среќа што не ги тапшале по рамо, па ќе ги заболело рамото. Не, па тама работа треба да слезе доле да го тапша по рамо. Да, во право сте. Треба да слезе доле. Точно, да. Бар топла ракија да донесе и да каже комшија, алал да ти е... Еве ти ракија, атер за чистењето. И да. Мислам, просторот беше голем. Ама тоа беше задоволство. Ние бевме млади луѓе, 35 години, 40, можда на тоа време, меѓутоа уживавме во тој снег. Дали некој знае што е уживање во снег? А ова, толку широк влез на зграда, изграден, уште у социјализам, ќе кажам, тога е изградена зградата, така. Никој не помислил да одвои тој простор од тој широк влез. Влегуваме внатре во мермер, едно друго, све се уништи. Луѓе мои, дали сваќате, ја го рибав тој мермер, па комшиите ќе поминат, па еден излегува од лифт, па ми плюка и ја бишам доле. Пошто ја бев на приземје. А не ти вика ни добро утро, комшике. Се сменија времињата, да ви кажам искрено. Сега стварно никој со никој не разговара. Лифтови, 2 беа лифта. Добро беше што имавме, како да кажам, некој меѓукомшиско разбирање, да едниот лифт нонстоп беше во резерва, затворен и заклучен. Така. Ако откаже големиот, ќе го пуштиме малиот. Да може да се користи резервата. Така. Добро. А немавме комши со такви потреби, меѓутоа, да ви кажам, никој не може градот да го исчисти. Јас работев на Буњаковец, кај што е сега трговскиот центар Буњаковец. Добро. Беше една мала зграда. Ние бевме 10 фирми таму. И падна еден огромен снег и јас у канцеларија
одвајдодов на работа и ми доаѓа милиција, не полиција, Добро. кој тога беше милиција, и ми вика, за 2 сата, ако не го изчистите тротоарот пред вас, а тој закон и ден денеска постои. Да, точно, човек треба да се го изчисти тоа пред секоја себе. фирма, и не само нас, на сите фирми тука што бевме у тоа ходникот, ни кажа дека снегот мора да се отстрани. Доаѓаа камиони, снегот се товареше на камиони. Нека од сега фрла е на коловоз, па солта ќе го однесе. Ова е немогуча работа што се случува. Ја да ви кажам, јас не можам да го сватам ова. Так, јас добро. дете од Босна, јас сум порасната у снегови, буквално снегови. И уживав у снегови. Добро. Овој снег не уживам. Ја од Нова година денеска прв пат излеков у град. Добро. Огњан, ги жалам луѓето со посебни потреби, на вистина, рампи, на тој широк влез. Зашто не се постави рампа, уште социализам беше? Да не критикуваме сегашна влада или оваа влада. Архитектите. Нон-стоп треба, у секоја зграда треба да има пристап за тие луѓе, тие се наши сограѓани, не знам што да кажам. Добро, добро. Сочувствам со нив, уствари нормални граѓани се, наши пријатели се. Добро, ви благодарам за јавувањето, Овде, поздрав до вас, благодарам што да. ме слушате. Среќни празници, ви благодарам за јавувањето, ќе ве замолам да се фокусираме на темата за која што зборуваме, а не за комшиските потреби за чистење на снегот. Може во аспект на она што се однесува, да речеме, комшиите, да помогнат на оние кои што не можат, затоа што секој треба да си помогне. Но во секој случај, какви се работи човек има видено во Република Македонија, да се начуди. Коста Јовановиќ на фан страницата на Очи во очи ни вика: мојата порака за секој жител на Република Македонија, не што треба да направам да станам човек, туку што не треба да направам за да останам човек. Значи, пренесена од српски писател Слободан Селенич, додека пак Вики ни пишува на фан страницата, вели: во Македонија за хендикепираните лица се води грижа најмногу декларативно, претежно тие се оставени сами на себе и на нивните најблиски. Многу тажно што нашата земја не се грижи доволно за лицата со хендикеп. Исто така би сакала да кажам нешто и за препораките што вообичаено ги дава Министерството за здравството во однос на високи температури летно време или ниски температури. Заштитени се само бремените жени и лицата со хронични болести над 60 години возраст. Дали тоа значи дека останатите се здрави или пак државата не води сметка за помладите лица со хронична болест? Јас имам керка која од раѓање е со тешка хронична болест, сега има 27 години, но таа и многу како неа не се заштитени и мора да оди на работа на овие ниски температури. Државата треба да препорача сите луѓе со хронични болести, особено оние со тешки хронични болести, да бидат ослободени од работа во вакви непогоди. Да, интересно е, добро е, Вики, ви благодарам што го споменавте ова и знам дека имате и неколку други пораки пратено претходно по однос на истата проблематика. Точно се отвора прашањето дали хроничните болести се ексклузивно само пристап на оние кои што имаат над 60 години, затоа што да, постојат и многу млади луѓе, како и вашата керка, да сте живи и здрави. Емилија ни напиша: пристапната рампа на железничка станица во Велес. Веројатно нема допишано нешто, ќе почекаме во меѓувреме. Добар ден. Добар ден, Омјанче, како си? Добар. Добро е, како сте вие? Ја. И така, и така. Па Ова добро, што го сите сме и така, и зборувате така вие во ред, меѓутоа, нема градските власти, нема чувство, нема чувство за вакво држување, нема култура. Така. Дали ме разбират? Да, ве разбирам. И со прст не мрдува, само ги интересира нивната столица. Па погледнете го, погледнете масата на крајва. Меѓутоа да не многу должам, се подразбира. Како беше една пословица куќињата, како беше таа пословица куќињата лад? Карванот си врви. Не, сега е најново куќињата лад, а магарањата си седат и уживаат. Ви благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето, поздрав до вас. Да, Емилија ни прати фотографија од пристапната рампа на железничката станица во Велес. Јас некако веројатно ќе се обидам да ви ја покажам, иако малку со резолуцијата е проблем,
но генерално се гледа дека пристапната рампа е во Велес, кај железничката станица, комплетно покриена со снег и воопшто никој не ја ни подзачистил. Благодарам Емилија за пораката и за испратената фотографија. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар вечер, Огнен. Добар ден, ве слушам, повелете. Се јавувам од Битола, Огнен. Поздрав до Битола. На најслушаната телевизија, најгледаната телевизија Северна Македонија. Ви благодарам. Огне, Ајде. ќе месеш башка цената само 3 збора да кажам. Ајде. Па после. Ко беше болен, другаро Броз Тито го прашува после смртта твоја, што мислиш што ќе биде? Му вика вака, во Србија, усташите, во Македонија, во народците ќе владат. И вистина, Огнен, арабите во Македонија ќе владат. Нема друг кој. Арабиста, сите се богомолци. Молим те да се озорние луѓе, да се културиме. Патишта низ Битола нема, нисто чисто, човек не вози, Огнен да победи, брате. Биди ми поздравен. Благодарам. И да ми се јавав, што ми дозволе да прозборам 2-3 збора. Да сте жив и здрав, ви благодарам многу за јавувањето, поздрав и ви посакувам убав ден во Битола. И кога сме кај Битола, Филип ни пратил исто така фотографија на која што се гледа дека вика пристап за лица, вака, овде има табла, пристап за лица со посебни потреби во Битола, еве на горнина малечка за со инвалидска количка и има снег и мраз. Таму би се отепал секој човек, верувајте ми, не пак лице со посебни потреби. Тоа е темата за која што денеска разговаравме. Следете го дневникот во 17 часот, оттаму веројатно ќе извлечеме следната во мој термин, каде што ве чекам на нашиот термин во 18 часот. До тогаш останете со 24 Вести телевизија. Пријатно.